На 21 јануари 1924 година во Московската област Подолск, сега Ленински рајон, на 53 годишна возраст по 2 годишно тешко боледување почина Владимир Илич Ленин, теоретичар и пропагатор на марксизмот во Руската империја, организатор на Петроградските работници марксисти, истакнат раководител на Руската социјалдемократска партија од крајот на 19 век, предводник на револуционерните болшевици при внатрепартискиот судир со социјал-реформистите меншевици во првата деценија од 20 век. Предводник на малцинството социјалдемократи против империјалистичката војна во Европа, при судирот со мнозинството социјал-шовинисти од Втората интернационала во предвечерието на Првата светска војна, планер и организатор на Октомвриската социјалистичка револуција, прв премиер на Советскиот сојуз, водач на Светската пролетерска револуција. Како што напиша во делото "Што да се прави", издадено во 1903 година, дека без револуционерна теорија не може да има револуционерно движење, Ленин во текот на својот краток но бурен живот посвети особено внимание на теоријата, иако истовремено практично го организираше пролетаријатот за премин од реформистичко во револуционерно действување. Во делото "Држава и револуција", издадено во револуционерната 1917 година, Ленин, пишувајќи за Маркс, всушност го предвиде и она што ќе се случи со неговото учење доколку не победи светската пролетерска револуција. Со учењето на Маркс сега се случува тоа што често се случувало со учењата на револуционерните мислители и водачи на угнетените класи низ историјата во нивната борба за ослободување. Угнетувачките класи постојано ги гонеле големите револуционери во текот на нивниот живот, ги дочекувале нивните учења со најдива злоба, со најбесна омраза, со најбескрупулозна кампања од лаги и клевети. По нивната смрт се прават обиди нив да ги претворат во нештетни икони, така да се каже да ги канонизираат, да му дадат на нивното име известна слава за утеха и измама за угнетените класи, кастрирајќи ја содржината на револуционерното учење, затапувајќи ја неговата револуционерна острица, вулгаризирајќи го него. Во таквата обработка на марксизмот сега се поклопуваат буржуазијата и опортунистите во работничкото движење. Ленин напиша илјадници страници во десеттици дела и брошури во кои бескомпромисно го бранеше марксизмот од буржуаското либерално и националистичко шовинистичко искривување, дека во тоа успеа доказа историјата на 20 век, во кој револуционерно воено-политичките организации под знамето на марксизмот-ленинизмот беа главната опасност за капиталистичките центри, кои во редица земји го покажаа своето демократско лице, односно преку фашистички парамилици и воени удари се спречуваше на власт да дојдат комунистите или да ја одржат тешко освоената и кревка власт. Погребот на Ленин се одржал на 27 јануари 1924 година во Москва на Црвениот плоштад. За таа цел бил изграден мавзолеј во кој се уште почива балсамираното тело на Ленин. Половина милион советски граѓани во период од 4 дена, колку што било изложено телото, дојдени од сите страни на државата му оддале почит и последно испраќање. Околностите за смртта на Ленин и за тоа зошто на погребната процесија не учествувале сите членови на Централниот комитет на Комунистичката партија се уште се предмет на контроверзии. Денес, во Руската Федерација се погласни се барањата за отстранување на телото од мавзолеот и негово погребување. Во низа поранешни социјалистички држави при процесот на транзиција, односно реставрација на капитализмот, комунистичкото минато се сметаше за национално предавничко, затоа што на комунистите, цврсти залагачи на правото на самоопределување на народите, и натаму им се припишува вина за распадот на националните империи, како што во случајот на Ленин и болшевиците и Руската империја. Истовремено, во низа поранешни и актуелни капиталистички држави, на комунистичките организации и партии и натаму им се припишува предавство на нацијата или демократијата, па дури и геополитичка блискост со непријателот. Во текот на 20 век, истакнатите марксистички револуционери најчесто беа гонети и убивани под тоа обвинение од страна на демократските општества, за чија слобода Ленин уште во 1917 година напиша дека останува иста како во антиката, односно слобода за робовладетелите. Во секој случај, огромното наследство на револуционерна теорија и практика која Ленин ги остави зад себе се повеќе е инспирација за новите генерации, кои преку класна анализа на конкретните материјални услови
имаат можност да извлечат правилни заклучоци за своето натамошно револуционерно действување. Например, следните дела и брошури. Што да се прави? Чекор напред, 2 чекора назад. Материјализам и емпириокритицизам. 3 извори и 3 составни делови на марксизмот. Империализмот, највисок стадиум на капитализмот. Државата и револуцијата. Пролетерската револуција и ренегатот Каутски. Левичарството, детска болест на комунизмот.